Голем број граѓани од сите генерации денеска доаѓаа во просториите на домот на АРМ да даруваат крв на хуманитарната акција во чест на роденденот на македонската музичка легенда Тоше Проески. Како што информираше Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје, акцијата од година во година станува се помасовна, а најбројни се крводарителите од помладите генерации кои биле големи фанови на Тоше, па со дарувањето крв сакаа да ја продолжат хуманитарната дејност на Тоше. Се случува едно големо случување, масовно случување, многу крводарители, многу хумани луѓе на едно место и она што е интересно дека голем процент од тие крводарители кои што еве денес даруваат крв или изминатите денови, односно години дарувале крв токму на овој ден се всушност млади. Дури некаде 70 до 80% од дарителите низ изминатите години на оваа акција биле токму млади. Валкановска додаде дека ова е 15-та поред крводарителна акција во чест на роденденот на Тоше, а во претходните 14 собрани се 4017 крвни единици, што е навистина една импозантна бројка. Оваа година очекуваат да соберат од 300 до 400 крвни единици, а за споредба со минатата година биле собрани 402 единици крв, а во 2016 година имало дури 517 крводарители за еден ден. Колку пати до сега имате дарувана крв? 4 пати до сега, на оваа манифестација сега прв пат. И на други. И во слободна режија, нели, самостојно по потреба еднаш ке нам давано за пријател што му требаше крв за операција. За Богородица исто овдека се организира на 28 август давав и сега за Тоше фан. Колку пати до сега сте дарувале крв? 99, 100 пат денеска. И какво е чувството да се дарува 100 пати крв? Пријатно, да кажам. Барем, знам дека сум помогнал и дека. Продолжите понатаму? И понатаму. Обично ги давам на 3 месеци, 4 месеци, зависи се. Денеска ми е значаен денот, 100 пат. Ликот и хуманото дело на Тоше Проески се позитивен пример и поттик за многу млади личности кои токму на овој ден даруваат крв, но и мотивација за повеќе кратните дарители да продолжат со хуманиот чин. Инаку Македонија денеска одбележува 38 години од раѓањето на најголемата македонска и балканска музичка ѕвезда Тоше Проески, кој трагично загина во сообраќај на несреќа кај Нова Градишка, Хрватска. Во неговиот роден град Крушево се одржува музичка манифестација во организација на локалната самоуправа, спомен куќата Тодор Проески, Меѓународната фондација Тоше Проески и Средното училиште Наум Наумовски Борче.